Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Приказни од Гостивар. Ова е втора сезона, досега имавме гости, луѓе од уметноста, предприемачи, млади, ентузијасти, имавме адвокати, а вечерашното издание го посветуваме на убавината. Дел од вас, верувам дека веќе го препозна амбиентот каде што се наоѓаме. Ова е Бекстејдж. Да, добро чувте, Бекстејдж. А наш гостин е Сречко Ѓоргиевски, фризер и мејкап артист. Добре ни дојде во емисијата. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Ете те представивме како фризер и мејкап артист, меѓутоа искрено јас би рекла дека си еден вид на волшебник на убавината. Дали Сречко се чувствува како волшебник кога ги разубавува луѓето? На моменти се чувствувам како волшебник, да. Волшебник стварно една убава метафора на она што ние го работиме, значи правиме нешто да изгледа убаво, да изгледа за некого вистински волшебно. Како почна таа приказна, би сакала да те навратам на самите почетоци и што беше пресудно или клучно за да се занимаваш со оваа професија која што успешно ја правиш веќе 2 децении? Вака, најчесто се ги слушам оние приказни кога од мали се занимаваат децата и ги интересира она што подосна го работат, конкретно јас да се занимавам со правење на фризури и шминка. Во мојот случај не беше така. Значи ја бев едно дете кој сакаше да се игра со количиња, да прави и со електроника да се бави. Меѓутоа и покрај сето тоа многу сакав да цртам и правев значи разни работи, ги шкртав ѕидовите, сликав, правев макети од хартија. Мислам дека креативноста секогаш значи била во мене. Значи да бидам креативен. А за да бидам она што сум денес, пресудно беше можеби еден момент во животот кога јас требаше да одлучувам што ќе бидам. Секако најголема поддршка ми беше мојот татко, затоа што во тоа време беше малку како некое табу да се биде машко па да биде женски фризер, меѓутоа тој беше еден голем визионер. И мислам дека неговото беше она пресудно што тој ме однесе да студирам, да учам за оваа професија со која денес се бавам, а јас се пронајдов тука, значи мојата креативност ја пронајдов во работата, така да си ја сакам работата, постоеше надоградување после тоа. Да, велиш твојот татко те однесе каде што треба да започнеш почетоциве, да ги учиш тие основите, па после и малку и финтите. Каде беше тоа и како течеа тие работи, да ни објасниш? Што беше првото што требаше да го направиш во твоето образование? Интересен момент, после средно ја завршив тука во Гостивар, основно во Гоце Делчев, средно во гимназијата. Бев ученик на генерација. Ја сакам науката, значи, и покрај тоа што сум креативен. Идејата беше претходно, значи, на моите као дека ќе бидам некој си доктор или не знам. Да го кажем моментот дека прва година бев запишан средно на електротехничкиот факултет, програмирање и програмски јазици. Завршив релативно со добар просек, меѓутоа не се пронаоѓав и јас му кажав на татко, му викам, ја не сум за ова. Добро, рече, заминуваме надвор од Македонија. Значи бил некој пресврт? Да, јас кажав дека не се пронаоѓав. Кажав се, завршим, ќе бидам можеби електроинженер, меѓутоа нема да се бавам со тоа. И тој рече дека најсреќен ќе бидам да се пронајдеш во она што ќе го работиш, ти си креативец. Немаше тогаш значи ништо во тој период конкретно што ме интересира во Македонија. Значи татко ми студирал во Белград, така да неговата идеја беше да заминеме таму. Истражуваме малку што и како. Јас сакав исто фотографија, исто така да се бавам, меѓутоа неговата идеја беше вика ајде фотограф да бидеш, вика не знам вика како ќе поминеш. Дај нешто да го преточиме, вика, во некој си занает она што сакаш да го работиш. И во Белград стигнавме, се распрашавме, значи, за академии за убавина.
Во тој период најактуелна беше, од која што излегува доста врвни имиња во сегашнава професија со која што се бавам, Академијата на Мики Пањковиќ, која и до ден денес доста добро котира, работи по лиценци на светски академии. Така да отидовме таму, тропнавме на врата, тие веќе беа почнати со со таа генерација. Што виде таму прво кога тропнавте на врата? Прво ми беше чудно, значи Белград беше, јас бев тогаш, значи 19 години. На тие 19 години Белград ми беше како бев некако изгубен, можеме да кажем се. Викам, што правам јас? Требаше да си останам во Скопје, ќе бев хаотичен голем град. Така некако ми беше. Стигнаме на академијата, не видов значи ништо од академијата, само тропнаме на врата да прашаме дали може да се почне од веќе стартот беше помина, некој си месец дена има почнато со предавања. Управничката знам дека не прими, ги виде документите и ме вика, бе, зашто не се запишеш на медицина или на нешто друго? Ја викам, сакам да се бавам со нешто креативно. Па добро, вика, тогаш ти си на право место. Завршиме со таа документација. Знам дека се потрудија да ми најдат сместување, затоа што малку каснев со некој, имаше значи од Македонија уште 4 мислам дека бевме во таа генерација, меѓу првите значи генерации на Академија Пањковиќ. И стартував во Белград. Сеќавам дека кога влегов на првиот час, реков, да, јас сум за тука. Имаше повеќе машки или женски студенти? Половина. Половина, значи не можам да кажам дека бевме повеќе машки или повеќе женски, значи буквално бевме пола-пола. Од сите краеви на бивша екс-Југославија, значи имаше од Словенија, од Хрватска, од Црна Гора, од Босна, од Македонија, од Србија, имаше од Русија, имаше од Бугарија, значи бевме баш така една група на студенти на академијата кои и ден денес се дружиме, поминавме еден убав период, сите сме успешни во своите професии, така да секој чест на Пањковиќ извади добра генерација на квалитетни фризери. Што ве учеа најпрво? Што е најважно кога некој сака да учи професионално? Нивниот концепт уште во тоа време се водеше, значи да се биде фризер, треба да се влезе во сршта на овој занает. Некој мисла да се биде фризер е само да се биде фризер, меѓутоа не. Ние опфаќавме значи елементи од област на медицината, дерматологија, психологија, од област на менеджмент, менеджирање на салон, од област на педагогија, како да бидеме едукатори, психологија, затоа што работиме со луѓе. Имавме бонтон и ред други работи и нормално оние стручни предмети кои се пресудни за оваа професија, значи техники на шишење на коса, техники на боење на коса, стилизирање на коса, нега на коса и нормално во оној втор дел каде што исто така се насочив во шминката. Тука е значи техники на шминкање, производите се изучуваат, состав на производи, хемија. Исто таму во Белград во истата академија изучуваше? Да. Така? Да. Значи тие основи таму ги поминав и мислам дека сето тоа од тој сам старт ми стана уште поинтересно затоа што ја вклопив и креативноста и науката. Значи имам и хемија и физика и менеджмент и ред други не работи. 3 во 1, туку 10 во 1. 10 во 1, да. Така да се пронајдов и не знам, баш уште од првиот момент реков да, јас сум за тука, тоа беа опуштени часови каде што се учеше, се работеше, ова професија бара доста пракса, тоа и го имавме таму. Да, се разбира. Би сакала да кажем и што понатаму откако ја заврши академијата, но претходно сакам да те прашам дали после 2 децении се чувствуваш исто така, дали имаш адреналин кога ја работиш својата работа? Да. Со секој старт на денот дека знам ако имам работа, имам адреналин. И за новитети, и за нормално секој клиент е предизвик кога го работиме. Затоа што се вели ако ја најдеш работата што ја сакаш, тогаш нема да го чувствуваш тоа како тоа е сеќавам еден професор викаше немој да работите за да заработите.
работите за да уживате во работа. Заработката ќе си дојде. Ако го работиш она што го сакаш, ќе сакаш да работиш, така да. Ја мислам дека баш се пронајдов и ете, тука сум денес каде што сум. Се уште се стоелан за напредок, за да се оди понатака. Дел од моите визии кои тогаш ги имав, веќе ги остварив, меѓутоа мислам дека имам уште. Да, се разбира, се разбира. Важно е да не исполнува тоа што го работиме. После академијата, кои беа чекорите, заврши во Белград, ама се врати во Вака, значи ја во Белград имав еден интересен период, ја тоа го викам и едно убава животна школа, значи кога дете само ќе биде пуштено и да се снаоѓа, да, моите родители ми помага, меѓутоа не воспитуваа тогаш вистински да се снаоѓаме, да работиме, значи да се трудиме. Интересно беше, ја во тој период се трудев и да работам во Белград, значи не само да учам. Така да после одреден период кога веќе имав основи во овој занает, среќен бев што брзо напредував. Почнав да работам во еден реномиран салон, белградски салон на Рајка Радовиќ, која во тој период беше председател на светското жири на фризери со седиште во Париз. Јас работев тогаш во нејзиниот салон. Таму се надоградив, мислам дека благодарен сум на присуството во тој салон, од неа научив многу повеќе работи од тоа што го научив на академија. Секако праксата. Да, знаеш како академијата е еден вид на една теорија, каде што малку реалноста со вистинската работа е на страна. Значи се учи, меѓутоа она што се случува во салонот е малку поразлично. Сето тоа треба да се стави тука сега пред огледалото, нели? Да. Некако знаеш, она работиш, почнуваш со вистински клиенти да работиш, ја носиш таа одговорност со клиентот, значи кога го пречекуваш, кога го превземаш, ја носиш одговорноста и така да постепено сватив дека и во салонот можам да функционирам и сватив дека во оваа професија не можеш да застанеш, него мора да се надоградуваш. Така да после тоа продолжија тие надоградувања. Добро, да ги кажеме надоградувањата, каде се си бил, во какви обуки си бил вклучен, на какви саеми си учествувал, затоа што ги има многу. Да, ги има многу, јас само некои побитни ќе ги споменам. Сега ќе се навратам колку ќе се сетам хронолошки да ги набројам. Она што ти било најинтересно или сметаш дека е најважно да се каже? Да, вака, значи после Белград, моето доаѓање во Гостивар како беше, затоа што јас мислев дека ќе останам таму. Уште еднаш ја спомнам Рајка која рече јас работев во Париз, вика. Меѓутоа кога дојдов во Белград, баш од Белград, рече кога дојдов во Белград, тогаш целосно се пронајдов себе си. Родната грудка те влече. Да. Ја викам сакам тогаш една пауза да направам, да си одам дома да видам каде сум и што сум. Интересен беше моментот кога дојдов во Гостивар после одреден период во Белград. Значи сакам малку да се одморам и да видам каде сум, меѓутоа јас не се одморив. Значи постојано почнав да работам со клиенти, почнав дома да работам. И родителите ми рекоа, па дај земи некој си простор каде што ќе можеш да се стационираш, барем овој период додека си тука, па види што ќе правиш. Така да ја седов еден простор и останав во Гостивар. Затоа што од сите страни доаѓаат задоволни, разубавени ликови. Така? Да, некако беше интересно во градот затоа што ја ги почитувам, значи, нашите стари колеги во овој занает кои стварно имаат неверојатно искуство и од период кога немало такви производи, препарати, фарби, значи работеле на, како да го кажем сега, не е тоа примитивен начин, меѓутоа малку потежок начин од колку што денес се работи во овој занает. Со еден тип на ножички, еден тип на чешелче. Да, едноставно занает кој бил, како да кажам, не бил, значи, баш она до детали разработен, така да јас дојдов малку комплетно спремен тогаш. Бев можеби интересен како еден новитет за сите тука и мислам дека направивме една нова ера на фризерството во нашиот град. Во нашиот град и среќен сум што после тоа излегува многу генерации и од кај мене, значи мои ученици кои се успешни фризери денес. Така да се радувам што го подигнавме овој занает на едно повисоко ниво. Од тогаш датира, значи, Backstage,
Значи, вкупно со школувањето кажувам дека 20 години се бавам со оваа професија, меѓутоа некои си 15 години бекстејдж како бекстејдж функционира во Гостивар. Продолжив значи со едуцирање, пратев значи што е најактуелно и во кои делови треба да се едуцирам. Често ме прашуваат дали сакаш да шишеш, дали сакаш да фарбаш, дали сакаш фризури да правиш, дали сакаш да шменкаш. Што повеќе преферираш? Што повеќе, да, каде се пронајдеш. Не можам значи да се одредам. Има моменти кога некој се презаситуваш од едно нешто, па сакаш да промениш, па после тоа другото ти е интересно, па се навраќаш на првото. Меѓутоа мислам дека ова е една целина која треба да се вклопи. Така да во секој елемент се пронаоѓам. Меѓутоа како една гранка во фризерскиот занает која е доста специфична и бара доста, значи, да се вложиш, тоа е колорот на коса, значи фарбањето, боењето на коса. И се одлучив тука баш да навлезам во тајните? Во тајните да ги проучам. Тајните ќе ги откриеме? Да. Па ќе ги откриеме, зашто да не. Во почетоците беа, значи, пошто како фризер кој веќе го поминав, оној елемент на едукација и во тој дел, многу значи козметички производители на производи за коса бара значи луѓе кои треба да бидат нивни техничари и да ги презентираат нивните производи. Нивното значи правилно работење, значи еден производ за да го има значи она највисокиот квалитет мора правилно да се употреба, некој треба да го испрезентира тоа. Тогаш почнав да работам, мојот прв ангажман беше за Фарком од Грција, фирма која тогаш беше доста актуелна во Македонија. Бев значи на едукација на нивната академија и бев значи вработен како нивни техничар за колор на коса. Така да почнав со едуцирање на нашите колеги кои можеби нема можност да заминат да се едуцираат таму, значи она од нивната академија го носевме тука. Беше еден интересен период, тогаш мислам дека сите од оваа фела се ангажира значи да се подигнеме малку на едно повисоко ниво, а ја бев среќен што тоа го почнав да го носам тука во Македонија. Да, и вашите резултати се видливи кога ќе се види некој како е среден од човек што се разбира, еве народски кажано, тоа може да се види дека навистина е така. Па јас се надевам дека е така. Во главно се трудиме, значи, не да имаме конкретен стил, него јас се трудам, значи, она што е актуелно, секогаш да бидеме во можност да го понудиме тука. Значи, да не биде невозможно. Значи, она што сега, барем во последно време со социјалните мрежи, медиуми, гледаме што е актуелно во светот. Така да, кога некој клиент ќе дојде ќе побара нешто, се трудиме, значи, тоа да го имаме како сигурен производ во нашиот салон. Да. Затоа веројатно ви помагаат и посетите на тие саеми. Сега во време на пандемија ги нема, меѓутоа претходно сте биле дел вашиот тим, ти и твојот тим. Да. Па тоа сакав хронолошки малку да почнам, значи, да кажувам. Првиот ангажман беше како техничар на Фарком, после продолжив за одредени фирми, меѓутоа најдолго се задржав во Фанола. Тоа е една козметика која доста едукативно, значи, делува и на своите фризери кои работат со тие производи. Бев на Академијата Еделстейн во Милано. После тоа со Фанола имав можност, што мислам дека едно најголемо достигнување беше во 2019 година, станав првиот жирор или судија кој полагаше во Италија и ја имам таа заслуга да бидам првиот судија на светските првенства од нашата држава. Што значи тоа светски првенства, судија? Што значи? Што судите? Значи судиме, има надпревари, има одредени правила кои треба да се испочитуваат во правењето на фризури, во правењето на боја, во шишањата, начинот на стилизирање. Така да има надпревари, значи тоа се државни надпревари, балкански првенства имаме,
европски првенства и светско првенство. Светската организација СМС-КАТ е една од значи највисоките институции во нашата професија. Кај нив значи треба да се добие таа лиценца и да се полага значи она што ние сме го поминали со нашето знаење дека можеме да оцениме што е добра фризура и како е изработена. Така да јас го поминав тој дел и на моје задоволство значи она што ми беше една визија во 2019 година се оствари. Бев значи во Италија, полагав. И сега ќе судиме. И па да, сега во моментов е во тек, требаше значи тоа да биде да се одржува со присуство, меѓутоа се одржува онлайн светското првенство. Прошлата година не успеавме затоа што бевме во хаос поради ситуацијата. Уште е тешко да се организираат настани. И ова година, меѓутоа да не биде во застој, беше организиран онлайн, веќе е во тек. Имавме избор значи на наши фризери од Македонија на кои баш до детали ги изработивме тие креации. Ние ги испративме на светското првенство, во исчекување сме. Ако имаме резултати, ќе известиме. Сега во живо е едно, меѓутоа кога се гледа фотографија или видео е сосема друго. Нели, викаме, леле, во живо вака не делуваш како на фотографиите, како тука ќе оцените? Значи, особено за шминката. Значи, Фотошоп лесно се препознава. Значи, оној кој што се бави со фотографија, лесно може да препознае што е Фотошоп, а што е вистина. Така да мислам дека можеби некако во живо, али релативно добро ќе бидат оценети изработките на фризерите оваа година. Спомена дека на почетокот од твојата кариера, зборуваме кога си се вратил во Гостивар и си почнал да работиш со својот тим, дека сте внеле некој револуционерен аспект во работењето на фризерската работа. Како гостиварци и гостиварки го прифаќаат тоа? Дали се доволно храбри да пробат нешто или нешто ново, нели, да речеме поексцентрично, поинакво, или сакаат да се држат до класиката? Знаеш како, со текот на времето ја мислам дека се движеме, значи имаше една градација, постепено почнаа да прифаќаат. На почеток беше многу тешко, значи некои одредени новитети да ги прифатат, меѓутоа денес не е тоа веќе проблем. Поготово младите пратат што се случува во светот и сакаат тоа да го донесат тука. Ете рече и дека треба да се биде и добар психолог. Да. Значи не е работава само да им наметнеш нешто, туку и на некој начин да го убедиш човек дека тоа ќе му прилега. Дека па имаме ситуации, некогаш бараат и нешто што не можат да го носат. Како се разубедувате тоа? Доаѓаме до некоја контрадикторност. Знаеш како, значи јас клиентот го проценувам од самиот глес, значи од самата гестикулација, од самиот начин на зборување, од самото движење, веќе можам да знам што би можел тој клиент да носи на себе. Нормално и професијата со која што се бави некогаш дава ограничувања, па тука треба да ги спречиме да не направат и нешто што самата професија не го дозволува. Значи има многу елементи кои треба да се вклопат за да стигнеме до едно совршенство. После тоа и самата личност, имаме личности кои се несигурни, имаме личности кои се сигурни во себе, па можат да носат се и се што и знаат тоа да го носат. Средината во која што се наоѓа, значи друштвото исто така може да влијае. Значи некогаш особено меѓу младите. Особено меѓу младите, значи некогаш и нешто лично да не им се допажа, ако се допажа на средината, постепено го прифаќаат. Значи многу елементи постојат тука кои треба да се вклопат за да стигнеме до едно, како да кажам, совршенство. Да, најдобрата верзија која што може да се извади од. Да, значи многу елементи, треба да се вклопат, некогаш има и нешто што не е возможно, значи да барат и нешто што не е возможно, што ние колку и да сме добри во она што го работиме, не можеме да го постигнеме. Дали имаш некој идол од светската сцена во професијата што ја работиш? Идолите, знаеш, ми се менува. Во периодот кога почнав, идол ми беше Патрик Камерон, фризер од Шпанија. И најинтересно беше што
после 10 години, како мој идол, успеав да се запознам со него. Каква беше таа средба? Ајде, раскажи ни. И да работиме на иста сцена, тогаш добив и една награда. Па не знам, чувството беше, ја како најчесто тоа го споредувам, значи во одредени сегменти, како во музиката што се Бионсе или не знам, да не ги направам. Најголемата звезди, да. Па да стигнеш со нив да соработуваш, така тој момент јас така го доживеав. Значи со Патрик Камерон во Сараево на театар Хершоу заедно работиме на иста сцена, тогаш и добив награда. Па не знам, ја мислам дека и после толку работа јас имав една трема, една паника со самото негово присуство, што тој гледа како јас работам. Добив, значи, честитка од него за мојата работа. Не знам, големо е задоволството, големо задоволство. Тоа беше едно од моите, значи, први големи достигнувања, значи да работам со мојот идол на сцена и да добијам пофални зборови од негова страна. Тогаш сватив дека трудот се исплати, дека ништо не е недостижно. Така да после тоа мислам дека немав некоја си граница до каде можам да одам. Така да после тоа се редеа низ успехи, значи се сретнав и работев, а ден денес си соработувам со некогаш мои идоли и се наоѓаме, како да кажам, баш на колеги. Како колеги, да, и соработуваме. Така да беа поканети многу и во нашиот град, од неодамна почна да функционира ТЕС Академијата, која е институт за убавина. Таму се врши едукација, значи на фризери, на мејкап артисти, баш на она ниво како што јас работев на мојот почеток во Белград и на моје големо задоволство јас сум таму професор и имаме, значи, генерации на квалитетни фризери кои излегува од таму, а од пред 2 години сум исто така професор на практична настава во средно фризерско училиште во Гостивар. Така да почнав, значи, да работам и со дечињата кои гледам дека доста добро напредуваат и ме радува. Баш тоа сакав да те прашам како едукатор, што мислиш, има ли таленти меѓу гостиварци креативни и доволно храбри да прифатат она што е тренд? Има. И ме радува што во денешно време можеме, значи, да им понудиме она што некогаш ние не можевме да го добиеме. Сега, значи, го имате и тука кај нас. Има талентирани деца кои се вложуваат во ова и се надевам дека еден ден ќе бидат баш успешни во својата професија. Јас, значи, во последниве 10 години имам, значи, ученици кои излегува од мојот салон и кои се доста успешни, не само во Македонија, и надвор од Македонија. Така да, горд сум на она што досега го постигнав и со оној едукативен дел, не само со оној креативен. Да, и фризери и мејкап артисти никогаш доволно, затоа што ако порано се одеше на фризер еднаш во месецот или 2 пати во 3 месеци, сега веќе повеќето од луѓето, без разлика, жени, мажи, сакаат да се средат и за прилика, значи фризурава да биде средена како што треба и за шминкање. Нормално, и за секојдневно. Да, сега, значи, како да кажам, порано ако беше средување за за свадба, за матура. Да. Порано, значи, јас сеќавам кога бев матурант, девојчињата самите се средуваа помеѓу себе, значи немаше она еуфорија као ставија црвено карменче, црно-бели фотографии, витлерчиња на глава, а сега не е тоа така, значи сега доаѓа со фотографија како сакаат да изгледаат, ние тоа го пренесуваме, некојаш им даваме совети соодветно за возраста, како треба би било да добро, да? Јасно. Да. Ајде сега е период на сликање за таблоа на полуматуранти, на матуранти. Каков совет би им дал? Лично јас сметам дека малку претеруваат во однос на шминка и фризура и дека сакаат да изгледаат малку постар. Јасно. Како да изгледаат поприродно? Јас секогаш им кога интересно е што можеби пред 3-4 години беше таа еуфорија, оној врв, јас што го нарекувам, кога матурантите сакаат да изгледаат многу повозрасни и премногу, како да кажам, нашминкани и нападни.
Меѓутоа, последниве 2 години тоа не е така. Значи, се многу минималистички во тој однос и тоа ме радува. Значи, не е како врвот го достигнаме можеби пред 2-3 години. Има, значи, случаеви и сега. Јас им кажувам, значи, сакаат да изгледат поразлично од она што се. Секојдневно, така. Секојдневно, да. Јас им кажувам, значи, матурската слика, јас барем кога ќе ја видам, некогаш ќе излезе, ќе ми падне во раце, сакам да видам како јас тогаш вистински сум изгледал. Значи, не да изгледам поразлично од тоа што сум изгледал додека сум модел на училиште. Да. Така да викам, значи, вие треба да изгледате средено, меѓутоа онака како што секој ден изгледате денес. Да бидат препознатливи. Тоа е фотографија, значи, која не оди на избор, некаков на... Значи, ние тука не доаѓаме до израз. Што сме изработиле шминката и вризот. Тука треба вие да си дојдете до израз, да бидете средени, меѓутоа сепак тоа да бидете вие. Така да прифаќаат, значи, дека тоа треба да биде минималистички и постано време трендот, значи, е што помалку шминка, што поедноставни фризури. Значи, тоа се, како да кажам, ме радува што постепено се враќаме на едноставноста и на природниот изглед. Listen, babe, every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else, see your stupid ass, and I know you try to be that. Сега пролете, иако временските прилики не наликуваат, повеќе личат на есенски, меѓутоа пролете и секогаш се појавуваат некои пролетни нови трендови секоја година. Што ќе биде или што е тренд годинава? Па вака, значи, секогаш имаме, значи, тренд која диктира таа светска мода. Меѓутоа, не секогаш мораме да го пратиме тој тренд. Не секогаш мораме да се раководиме по тој тренд. Некој не го прифаќа. Имаше интересни периоди кога е некои екстремни бои или не знам што, нормално дека... Не оди кај секого. Не оди кај секого. Секогаш стои, значи, малку, некако се врти, значи, тој тренд. Ова година мислам дека тоа ќе биде буквално едноставноста и природниот изглед најактуелен. Практично што значи тоа? Што треба еве ние жените пример и мажите да прават? Значи, во однос на фризурата да не се оди на нападни бои на коса. Летото си бара малку посветли нијанси за разлика од зимата. Актуелни беа оние техники на омбри и бајалаш кои доста природно делуваат и не се толку, како да кажам, не бараат често одржување. Затоа што изработката на тие фризури не е баш она од самиот корен, значи да бара константно одржување, што е исто практично за жените кои немаат време да... Да, веќе секоја втора жена, ако не и секоја нема време, доволно. Да, последниот период никој немаме време, најмалку за себе си. Динамичен е живот. Да, динамично. Во однос на стајлингот на коса, значи, рамната коса е наједноставна, најбрза за средување и можем да кажеме дека во моментов и најзастапена и најбарана форма кај жените и тоа продолжува да биде така.
стилизирањето, значи на таласи, бранови, локни, исто така актуелни, за разлика од порано, оние строги локни више не се актуелни сега, значи малку по-неуреден изглед се бара кај жените. Така. Неуреден, али уреден, како да го кажам, не значи строги линии, значи да има некое движење. Да биде разиграно. Сепак ќе кажам, значи секоја жена треба да си најде практичност во својата фризура, значи незината фризура да не представува напор кој ќе стане од себа или да не знае што да си прави со косата, него да најде практичност, да брзо си ја среди, да изгледа убаво секој ден. Кои се покомплицирани клиенти, мажите или жените? Или дипломатски ќе ми одговори сега на прашањето. Него ќе ја кажам, значи правата вистина, последниот период за жал се мажите покомплицирани А зошто? клиенти. Не знам зашто тоа е така. Значи имав фатив еден период кога мажите не беа воопшто комплицирани. Кога за мажот значеше да се биде среден, само еден добро кратење на коса, тоа да биде практично, да се измие и да излезе низ врата. А денешно време мажите мислам дека и повеќе време посветуваат на својата фризура, на својот изглед и се баш, како да кажам, перфекционисти во тој дел. А не знам зашто тоа е така. Веројатно и социјалните мрежи тука имаат влијание, да. Може би социјалните мрежи. Жените се константно се исти, значи константно комплицирани. Да. Па не, знаеш како, ја на почеток кога почнав да работам со жени, мислев дека се комплицирани. Меѓутоа, со тек на време не ми се више комплицирани клиенти, треба, значи, жената треба добро да биде разбрана и сватена што сака и како сака и да го добие тоа што го сака и тогаш немаме проблем. Многу убаво го кажа тоа и сега ќе ја тргнеме работата настрана и ќе те прашам што те прави среќен во приватниот живот. Реално си многу богат човек во приватниот живот, со големо семејство, кога веќе зборуваме и за жените. Да. Па вака, јас ја сакам мојата сопруга која е една прекрасна жена, прекрасна мајка. И да кажеме по професија е? По професија е нотар. Нотар. Да. Иначе се бави со спорт, одбојкарка. Има и школа за одбојка. И во последниот период, значи, ми помага во делот на мејкап, на шминка во мојата професија. Ученичка исто така. Па ученичка, да. И таа е креативна. Во тој дел па така се вклопи малку. Прво како да помага, сега гледам дека и доста добро напредуваше. Али пред се добра сопруга, добар партнер во животот и добра, една прекрасна мајка. Имаме 3 дечиња кои и тие се, како да кажам, невероватни. Секој дете е неверојатно. Да, нормално. Би сакал и уште, меѓутоа некако динамиката на животот не дозволува. Да, реално и е зачудење како се постигнува се и па и со професијата, па и со 3 деца кои што секој си го бара нели своето. Јас мислам дека кога се сака се може. Добра организација, значи во приватниот живот, добро разбирање е она најбитното. Ние ги делиме обврските, значи немаме тука обврски машки и женски, него знам и јас да направам ручек, знам да се погрижам за дечињата, знам и да средам по дома. Кој како има време? Кој како има време, значи добра организација, секако да се има цел. Целта ни е, значи, дечињата да бидат задоволени во нивните потреби, ние како родители да бидеме тука во секој момент и да учиме со нив, да ги надоградиме, да си поиграме, да прошетаме. Знаеме, значи, некогаш и да заборавиме на нашите обврски, ставајќи ги на прво место дечињата, што сметам дека е она најбитното. Да. Многу брзо растат, така да тој период не треба да се пропушти. Се согласувам, да. Сега, на крај би сакала да те прашам уште, неизбежно е, вртиме, меѓутоа пандемијата е една неизбежна тема на која што и се навраќаме затоа што реално постои и насекаде околу нас. Како тебе ти го смени животот оваа ковид пандемија? Знаете како, јас никогаш не верував дека ќе дојдеме во ваква ситуација како што сме денес. Некако настана еден пресек кога сите работи во животот се променија.
што се однесува до професијата, ние бевме во застој, значи нормално тогаш беше најбитно, па и сега е најбитно, значи здравието пред се. Оваа професија е професија каде што доаѓаме во директен контакт. Ние се трудиме, значи, да ги почитуваме сите тие мерки. Се промени односот. Ја мислам дека не само во мојата професија, општо, значи, некако станавме асоцијални. Значи, оние дружења што претходно беа, како да кажам, убави моменти, спонтани, така, денес не се случува. Се надевам дека набрзо сето тоа ќе се среди. Свативме дека она што го имавме, оној живот што го имавме пред пандемијата беше стварно живот кој треба да го цениме и почитуваме. Да, обично и се вели дека не знаеме да ги цениме, почитуваме работите додека ги имаме. Да, додека не сватиме што значи да едноставно слободата изгубиме. Она што мислам дека за сите живи суштества е најбитно. Да. Слободата. Прво и основно. Слободата, да. Ете, со надеж дека ќе дојдат подобри времења, го привршуваме разговорот. Ти благодарам многу. Јас и се забавував и научив некои нови работи. Верувам дека и тебе ти беше интересно да се дружиш со нас. Прекрасно беше, ти си, не знам, супер, прекрасен соговорник. Прекрасен соговорник беше ти. Откривме дел од приказната има многу. Ќе оставиме и за друг пат. Значи имаме време да поразговараме и па и да видиме и дел од тоа што знаеме да го сработиме. Так. Благодарам за поканата, за овој разговор. Успеси во работата, поздрав многу дома и добро здравје. Благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете и понатаму со програмата на КМ телевизија.